Денеска е свето преображение, чинот кога Господ Исус Христос на планината Тавор се преобразил пред апостолите. Утрово во соборниот храм Свети Никола во Штип на утринската златоуста литургија, со која чино началствуваше бреголничкиот митрополит господин Иларион со свештенослужителите, бројни православни верници со молитва и палење свеќи го одбележија овој настан од животот на Исус Христос. Што за нив значи овој голем празник? Голем празник, многу убав. На вај ден се случуваат многу убави работи и за младите да имат многу успех и берекет и да се женат повеќе, да се множат. Смирение, убавина, таква. Многу голем празник и што да кажеме, тоа е најубав празник до сега. Како се преобразуваме и самите ние, општо. На овој ден црквата го осветува во годишниот род на грозјето. Бројни садови со грозје беа поставени пред иконата на Исус Христос во Штипскиот соборен храм Свети Никола. Да, така Господ не даде, кажи. Чи побогат род? Да, побогат род. Да, точно. Кои имат грозје, да. Денеска прв пат се јаде после постите. Има, да, како не? Па гроздето оде во вино, а виното представува крвта на Исус Христос. Според народното верување, се преобразува и времето, но и водите во реките, езерата и морињата. Со еден збор, денеска завршуваат летните жештини. Температурите се намалуваат, жешкото мине. Сега се ладе, више иде зимо, више готово. Значи ова се први знаци. Првите знаци на есен. Кои се останатите народни обичаи со светото преображение? Па не, треба да мислиш, после да постеш. Уште како дете се сеќавам дека обавезно се гројзе купува и се пости. Повеќе детали за настанот опишан во Светото писмо ни дава протоиерей Добрица Јанев. Во третата година од своето проповедање на земјата, Христос почнал почесто да им зборува на своите апостоли ученици за неговото страдање, за неговата крстна смрт и воскресението. Но сепак, не можејќи убаво да го разберат сето она покрај сите чуда што тој ги направи пред нив, зеде тројца од своите ученици, Петар, Јаков и Јован, се качи на гората Тавор и се преобрази пред нив како што се вели во Светото писмо. Лицето му светна како сонце, а облеката му сјаеше со голема светлина. Кога тој се преобрази, се јавија и светиот пророк Илија и Мојсеј и разговараа со него. Учениците, не можејќи да ја гледат ова голема светлина, паднаа ничкум, а пак Петар му рече: Господи, добро е овде да останеме да направиме 3 сеници, една за тебе, една за Илија, една за Мојсе. Во тој миг облак се јави над нив и се слушна гласот на Отецот кој рече: ова е мојот возлюбен син, на кого е мојата волја, него послушајте го.